Започна поставувањето на типските куќички во Света недела во Штип. Од утринава интензивно се работи со цел во наредните неколку недели да заврши поставувањето, а веќе на почетокот на наредната година граѓаните од старото нервно оделение да се преселат во нов дом. Со ова ќе се реши проблемот со стамбеното прашање на повеќе од 40 семејства, но и ќе продолжат активностите на булеварот Партизанска. Тие се веќе изработени во периодот кој што следи. Се надевам дека во наредните недели истите ќе бидат поставени на локацијата која што претходно беше инфраструктурно уредена од наша страна. Знаете дека проектот за типски куќи ќе овозможи некаде околу 40 на семејства сместени кај некогашното нервно оделение на трасата на булеварот Партизанска да бидат дислоцирани во една типска населба и согласно предвидената динамика очекувам во наредните недели истите објекти да бидат поставени, а веднаш потоа да бидат доделени на семејствата кои што се евидентирани како лица без сопствен дом. Освен предвидените 40 типски куќи, општината од буџетот ќе финансира поставување на дополнителни 7 типски објекти за 7 семејства чии домови се наоѓаат на трасата на булеварот Партизанска. Откако сите семејства ќе се дислоцираат, потегот кај булеварот Партизанска ќе биде соодветно уреден. Паралелно на ова се работи исто така и на дислокација на 7 објекти на стамбен простор на трасата на булеварот Партизанска и за овие 7 објекти се планирани 7 типски куќи кои што исто така се предвидени да бидат позиционирани до овие 40 кои што се поставуваат во овој момент и со тоа практично да овозможиме булеварот Партизанска да додаде вредност во нашиот град, да го урбанизира целиот тој потек и да можат сите парцели наоколу да бидат соодветно уредени, дел за зона за домување, дел за зона за комерцијални намени и со тоа да имаме еден преубав потек кој што во минатото беше руиниран и запоставен. Во старото нервно оделение живеат 260 лица, од кои 100 се деца. Најголем дел од нив се со статус на лица кои немаат сопствен дом и чие стамбено прашање не е решено. Живеат во субстандардни и нехумани услови за живот. Со нивната дислокација ќе добијат топол кров над глава и ќе го решат проблемот со домувањето.